Почитувани гости, добро вечер и добро дојдовте на вечерашниот настан, со кој издавачката куќа Арсламина го заокружува 2,5-годишното развивање на проектот Порта Европа. Проект со кој особено се гордее, затоа што преку него промовираше и ќе продолжи да промовира високи книжевни вредности и професионални преводи на македонски јазик, да ги поттикнува и промовира младите креативци, да ја подигнува свеста за еколошките практики во книгоиздавателството, да ги едуцира учениците за важноста да се действува совесно во и кон животната средина, да ги поддржува малите бизниси, чија што дејност е поврзана со еден вид заштитување на наследени традиции во процесот на производство на хартија и печатарски методи. Сето наведено погоре беше дел од реализацијата на концептот на Порта Европа, во кој Европската унија припозна позитивен пристап со далекосежен импакт во заедницата. Затоа одлучи да го поддржи проектот Порта Европа и да ја помогне неговата реализација. Кога се градеше идејата за проектот, портите на светот се уште не беа сосем отворени за новиот живот под непредвидената борба со вирусот COVID-19. Токму тогаш Арсламина почна да ја гради книжевната едиција Порта Европа. Преку оваа едиција Арсламина ги пречека и ги вдоми во огништето на македонскиот јазик 6 извонредни книжевни дела од европски автори кои зачекорија во македонскиот книжевен контекст со својот најпредставителен патен документ – Европската награда за книжевност што ја доделува Европската унија. Сите 6 прозни дела во себе носат приказна од сопствениот културен контекст, а истовремено меѓусебно се допираат во интроспективните аспекти и отсликувањето на еднатичните борби на носичките ликови. Некои се обидуваат да ја прифатат и да оправдаат својата различност и посебност, прикажувајќи ја во прво лице и ударно мачнината на себе прифаќањето. Други пак, на себесвојствен начин, се соочуваат со личната загуба и со отсуството. Трети се обидуваат да излезат од сопствениот кафес на паранојата, од изневера, четврти растат со растењето на нивните проблеми и така натаму. Приказните од оваа едиција се проткаени со нишки од облачината на најубавите плетки, додека од лицето читаме и уживаме во студскиот раскош, истовремено се заплеткуваме во искуштените конци на совршено сплетениот дизајн. И тоа ги прави овие прози достојни за големото книжевно признање. За преводот на македонски јазик на сите 6 книги од едицијата, Арсламина ангажира угледни и докажани преведувачи, што ги изработија преводите на високо професионално ниво од изворниот јазик на оригиналните дела. Станува збор за преведувачите Искра Бадова, превод од дански и од норвешки јазик на романите Кожата е еластичната обувка, што го опфаќа целото тело, од Бјорн Расмусен, и книга за тагата, приказа за Нил во шумата, од Марија Наваро Скарингер. Ермис Лавазановски, превод од романски јазик на романот Градина од стакло, од Татјана Цибуљак, Дејан Василевски, превод од хрватски јазик на расказите Почитувани бубачки и други морничави приказни од Маша Колановски. Ксенија Чучкова, превод од германски јазик на романот Приказна за духовите, и Весела Моловска, превод од португалски јазик на романот Лекцијата на месечарот од Фредерико Педрија. Прва активност при реализацијата на проектот Порта Европа беше конкурсот за млади и домашни дизајнери и уметници во Подреб, кои требаше да понудат идејни решенија за кориците за 6 книги од едицијата Порта Европа. На конкурсот се пријавија 18 дизајнери кои понудија едно или повеќе решенија за корици. Пристигнатите предлози ги оценуваше компетентна и стручна жири комисија, која ги избра дизајните што денеска ги гледаме пред нас. На конкурсот беа избрани идејните решенија на Катерина Соколова за романите Кожата е еластичната обивка што го опфаќа целото тело и Лекцијата на месечарот, Ивона Јанчевска за расказите Почитувани бубачки и други морничави приказни и за романот Книга за тагата, приказа за Нилс во шумата, Лара Маринковиќ за романот Приказа за духовите и Андреј Лавчански за романот Градина од стакло. Но, за да стигнат до финалниот избор, членовите на жирито направија неколку селекции пред конечниот избор. Во финалето беа разгледани и решенијата што ќе можете да ги погледнете на вечерашна изложба на една од изложените табли, а под секој дизајн е наведено името на авторот.
На секој од честе книги од Порта Европа ќе забележите едно лого, што значува дека хартијата што е искористена е ФСЦ сертифицирана, што подразбира стандард за еколошки одговорно, општествено корисно и економски одржливо управување со шумските ресурси. Книгата е медиум кој преживеа и времиња и невремиња низ историјата на човештвото и се уште одолева на заканите за нејзиното исчезнување како физички артефакт. Особено во денешната дигитална ера, кога и самото читање како благо преживува трансформација. Сепак, се чини дека тактилната навика и потреба на луѓето нема да ја заменат набрзо новите формати, затоа човештвото најде начин како помалку да ја наштетува на природата за присуство на книги, а тоа е токму посечениот стандард што има широка примена низ целиот свет. И јар сламина е дел од светскиот тренд. По објавувањето, секоја книга беше промовирана на онлайн промоција на која учествува авторот и преведувачот, а разговорот го водеа и го модерираа уредничките на изданијата Оливера Кервезировска и Бисера Бендес. Повеќето автори првпат се представија пред македонските читатели, па од тука промоциите беа можност за обостранно запознавање меѓу писателите и нивниот уметнички свет и публиката и нејзините читателски потреби и преференции. Промоциите се достапни на електронските канали на Арсламина и може да се прегледуваат во кое било време и тоа е удобноста на придобивките од дигиталната ера што ја живееме. Следно, Арсламина организира и спроведе две едукативни посети за основци, и тоа во печатницата Бранко Капо и во Националната работилница за рачна изработка на хартија во Охрид. Ученици од Меѓународното приватно училиште од Скопје во придружба на своите отделенски наставнички ја посетија печатницата Бранко Капо со цел да се запозна со еколошките практики во работата на оваа печатница. Генералниот директор на Бранко Капо, Игор Капо, ги пречека учениците и ги поведе во едукативна прошетка низ просториите на печатницата, каде што им го покажа процесот на еколошко печатење и на доработка на книги, а главен акцент стави на политиката на печатницата да употребува ФСЦ сертифицирана хартија што се произведува од обновливи извори и според највисоки еколошки стандарди. На принцип, за секој пресечено дрво за производство на хартија се засадуваат 2 нови дрвја. Игор Капо им објасни на учениците дека книгите од едицијата Порта Европа се печатени на хартија ФСЦ Next, што значи дека еден дел од хартијата е произведен од употребена и рециклирана хартија, а друг дел од обновливи извори. Во Охрид пак, при посетата на Националната работилница за рачна изработка на хартија, ученици од основното училиште Григор Перличев имаа можност да научат како рачно се произведува хартија, по принципот восстановен во 2 век во Стара Кина. Собственикот Љупчо Паневски на работилницата им покажа како дрвени струганици, потопени во вода и памук, процедени низ соодветно сито, се оформува лист хартија што потоа се суши и се пресува и по добивањето на конечната форма се става во употреба. Во вториот дел од оваа едукативна посета, Паневски им покажа на учениците како по прв пат во историјата се печатале книги на репликата на Гутенберговата преса во неговата работилница. Учениците научија дека првото печатење на оваа преса се случувало во 15 век, при што се користеле оловни букви што се премачкувале со катра, а со помош на пресата се втиснувале на хартијата. Веќе во 16 век оловните букви се заменувале со матрици со изразбан текст, што драстично го забрзало процесот на умножување книги. Паневски им посочи на учениците дека користењето матрици се задржало до ден денес, но дека напреднал процесот за создавање матрици, а и матриците добиле пософистициран изглед. Оваа работилница, која е стационирана во стариот дел на градот, функционира како музеј и голем број туристи од целиот свет не одменуваат да ја посетат и да се запознаат со оригиналниот начин на изработка на хартија за пишување, а и да ја видат една од неколките светски реплики на Гутенберговата преса, првата печатарска машина во историјата. Арсламина оствари соработка со оваа работилница музеј, при што откупи одредена количина рачно изработена хартија и на неја ги испечати разгладниците за книгите од едицијата на Порта Европа, што можете да ги видите изложени овде. Денес, со оваа завршна изложба, со символичен наслов "Поглед кон Порта Европа", Арсламина го заокружува овој амбициозен проект, кој сепак ќе продолжи да живее и да шири својата благодарна мисија
преку книгите од истоимената едиција, кои со својата книжевна вредност и благодарение на висококвалитетните преводи на македонски јазик ќе го поткрена стандардот на преводната литература во Македонија. Ве поканувам да ги погледнете изложените дела и производи, а потоа да не се придружите на мало освежување и на неформална дружба. И ви се заблагодарувам за присуството и за вниманието и ви посакувам пријатна вечер. Само да надополнам дека книгите се достапни во книжевниците литература МК, може да ги разгледате и тоа имате потреба и да ги набавите.